Варењето е сложен процес за кој нашите тела користат разни хемиски супстанции. Во ова видео ќе се фокусираме на улогата на бактериите во варењето на храната. Во нашиот стомак имаме многу видови на бактерии. Всушност, научниците процениле дека во стомакот имаме од 300 до 1000 различни видови на бактерии. Во стомакот на еден човек има помеѓу 100 и 1000 трилиони бактерии. Тоа се многу бактерии. Што прават тие во нашиот систем за варење? Најчестата и најважната бактерија е од видот на лактобацилус и живее во тенкото црево. Кога несварените јаглехидрати ќе дојдат во цревата, лактобацилусот помага да се сварат. Без лактобацили, овие хранливи состојки ќе останат неискористени. Тие исто помагаат во варењето на шеќерите од млечните продукти. Кога лактобацилите дишат анаеробно, тие создаваат млечна киселина како отпаден продукт. Иако млечната киселина им наштетува на мускулите, во стомакот таа одржува кисела pH вредност, што ги спречува патогените, штетни бактерии, да опстанат. Така млечната киселина не штити од бактериски инфекции. Лактобацилусот исто ги спречува микроскопските габи да се развиваат во стомакот, затоа што ако се рашират во телото, тие може да предизвикаат габична инфекција. Премногу габични клетки може да предизвикаат проблеми со нашиот дигестивен систем и со варењето. Научниците откриле дека бактериите во стомакот може да влијаат и на нашиот имунитет, метаболизам и во производството на неопходни биолошки состојки. Некои кардиоваскуларни болести, диабетесот, воспалението на дебелото црево и дебелината се поврзуваат со промените на бактериите во стомакот. Но да се вратиме на бактериите во стомакот и варењето. Што се случува ако нашиот лекар ни препише антибиотици? Антибиотиците ги убиваат бактериите или го спречуваат нивното размножување. Дали ова му штети на варењето и на другите прекрасни работи кои ги прават стомачните бактерии? Некои антибиотици дејствуваат само на специфични видови на бактерии, па лекарите може да препишат третман кој дејствува само на лошите патогени бактерии. Но, антибиотиците често ги убиваат и добрите дигестивни бактерии. Ако си болен и треба да пиеш антибиотици, тогаш ова е само нус појава со која мораме да се справиме. Постојат неколку работи кои можеме да ги направиме за да му помогнеме на стомакот да воспостави здрава популација од добри бактерии. Пробиотиците се живи бактерии и габи кои ги има во некои видови храна. Консумирањето на пробиотици би можело да помогне во обновување на природната рамнотежа на добрите бактерии во стомакот кои сме ги изгубиле со пиењето антибиотици. Само неколку видови бактерии може да ја преживеат стомачната киселина во желудникот. Пребиотиците се храна за бактериите. Тие стимулираат одредени бактериски популации да се размножуваат и да преживеат во стомакот. Пребиотиците може да се најдат во овие видови храна, но и во многу други. Иако нашите тела се брилијантни во варењето на храната, сепак им е потребна мала помош од пријателските бактерии за да ја завршат работата, да ја фатат секоја несварена храна и да одржат стабилна pH за ние да бидеме здрави. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.